Основниот кривичен суд Скопје изрече 2-годишна условна казна без забрана за вршење на дејност за втора обвинетата во случајот онкологија, а онкологот Мери Пешевска доколку во рок од 5 години таа не стори ново дело. Пред 2 судски рочишта Пешевска го призна делото кое што и се става на товар за несовесно лекување болни, пошто кривичната постапка против неа беше раздвоена. Пешевска заедно со поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев и уште двајца онколози беше обвинета за несовесно лекување пациенти. Според обвинението, на нив им се ставаат на товар кривичните дела, тешки дела против здравието на луѓето и несовесно лекување, при што кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии со одстапување во дозирањето и без соодветна проценка на здравствената состојба. Онкологот Пешевска претходно пред судот рече дека не е сигурна дека таа ја продолжувала терапијата за 7 темина пациенти за кои беше обвинета, бидејќи како што рече незиниот печат во тој период стоел на шалтер се до цел брза услуга на пациентите. Во завршните зборови, Пешевска посочи дека целиот свој живот го посветила на пациентите и дека на клиниката за онкологија е вработена од 2022 година, а од 2007 е специјалист онколог. Покрај ова против Васев и поранешниот економски директор на клиниката Нехат Нухи има уште едно обвинение за злоупотреба на службената положба и проневера, со штета од над 2,2 милиарди денари на државниот буџет. Вредноста на синдикалната минимална кошница за септември 2025 година изнесува 65.077 денари и е намалена за 430 денари, споредено со август годинава, кога беше 65.507 денари. Со изнаемен стан од 60 метри квадратни пак изнесува 80.452 денари, соопшти Сојузот на синдикати на Македонија. Според пресметката на ССМ, од минималната синдикална кошничка едно 4-члено семејство за храна и пијалаци треба да одвои 23.394 денари или 35,9%, за облека и обувки 5.725 денари или 8,8%, за станарина, вода, електрична енергија и грејење 6.096 денари, за лична хигиена и одржување на хигиената во домот 2.636 денари или 4%, за транспорт 4.716 денари, за комуникации 3.417 денари или 5,3%, за здравие 1.174 денари или 1,8%. На едно 4-члено семејство во септември за образование му биле неопходни 7.097 денари, за рекреација и култура 5.592 денари, за ресторани и хотели 4.131 динар, за останати стоки и услуги 1.100 денари. Доколку живее во изнаемен стан, потребни му се дополнителни 21.471 динар. Хакерскиот напад врз системот за пријавување се уште го нарушува нормалното работење на погодените аеродроми. Според најновите податоци се уште се евидентираат доцнења на летови. Аеродромот во Брисел побара од авиокомпаниите да откажат околу половина од денешните летови поради проблеми што се уште не се решени, пренесуваат светските медиуми. На аеродромите во Берлин и Лондон ситуацијата доста се стабилизираше, но некои летови се уште се откажани или доцнат, објавува BBC. Провајдерот на системот за пријавување соопштува дека работи со погодените аеродроми и авиокомпании, дека се во завршна фаза на ажурирање на софтверот, потребен за враќање на целосната функционалност на системот. Во петокот, хакери го нападнаа провајдерот на систем за пријавување и качување Collins Aerospace, предизвикувајќи прекини на аеродромот Heathrow во Лондон, како и на аеродромите во Берлин и Брисел. Европската комисија, која има улога во управувањето со воздушниот простор во Европа, изјави дека внимателно ја следи ситуацијата во врска со сајбер нападот, но дека нема индикации дека е широко распространет или сериозен. Кибернападите во воздухопловниот сектор се зголемија за 600% во текот на изминатата година, според неодамнешниот извештај на француската авиокомпанија Тале. Саудиска Арабија го предупреди Израел дека ќе има сериозни последици во сите области доколку анектира кој било дел од западниот брег, јавуваат израелските медиуми. Ријад не прецизира какви чекори би можел да преземе, но би можел да прогласи крај на перспективата за нормализација на односите меѓу Саудиска Арабија и Израел или повторно да го затвори својот воздушен простор за израелски летови,
кој го отвори во 2022 година, пренесува Times of Israel. Се додава дека анексијата би можела да им наштети на дискретните безбедносни и трговски односи меѓу двете земји и да ги загрози абрахамските договори. Саудиски функционери ќе разговараат за тоа како да се стави крај на војната во Газа и за сценаријата за ден по војната со американскиот председател Доналд Трамп на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, заедно со лидерите од Обединети арапски емирати, Катар, Јордан, Египет и Турција. Израелската телевизија наведува дека Трамп ќе одржи состанок со лидерите на заливот кои сакаат да го слушнат неговиот став за нападот во Катар. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху порача дека нема да има палестинска држава. Палестинска држава нема да се формира западно од реката Јордан, нагласи Нетањаху, обвинувајќи ги државите кои ја признаа Палестина. Американскиот председател Доналд Трамп на новинарско прашање дали мисли дека може да има дипломатско решение за конфликтот во Газа, изрази надеж дека би можело нешто да се постигне. Ја проучуваме Газа и многу интензивно се занимаваме со Газа. Таму е вистински хаос, додаде Трамп. До среда во земјава ќе преовладува претежно сончево и топло време. Од четврток попладне следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Според најавите, во петок се очекува да дува умерен до засилен јужен ветер, а врнежите наместа ќе бидат проследени со грмежи. Дневната температура ќе започне да опаѓа, особено за време на викендот.